ова е многу важен ден за нашата општина, затоа што започнуваме нешто што е навистина големо. Но ова денеска е и ден кој што се обележува секаде во светот. Да потсетам дека 5 октомври е светски ден на учителите. Но кога го закажувавме овој ден и кога го поканив мојот пријател Зоран Заев да дојде на денешниот настан и да го збогати овој убав настан, он ми каже: Андреј, има уште еден датум кој што е многу битен. 5 октомври е всушност денот кога започнува недела на децата. Што значи како ќе го поврзаме светскиот ден учителите и денот на децата, учители и деца, тогаш доаѓаме до она што се случува денеска, тоа е училиште. Се наоѓаме во најголемата населба во нашата општина, во општина Центар, тоа е населбата Капиштец, која што со 12.000 жители се уште нема свое основно училиште, што е голем проблем кој што најмногу го знаат родителите и децата што живеат овде, затоа што беа приморени, се уште се приморени да одат до училишта кои што се далеко од оваа населба, па дури и во соседната општина, но што е многу битно и што е за нас најзагрижувачки, секој ден да проаѓаат низ сообраќајници кои што ја загрозуваат нивната безбедност. Од денеска тој проблем повеќе нема да постои, затоа што денеска започнува изградбата на најголемото и најсовремено училиште во нашата општина, во нашиот главен град и во нашата држава, а тоа е новото основно училиште Капиштец. Во нашата изборна програма се обврзавме пред гласачите дека ќе изградиме 2 капитални објекта. Тоа е новата детска градинка која што денеска е веќе реалност, таа се наоѓа на точно 267 метри од нас, која што исто е, да не звучиме нескромно, најголема и најсовремена во Република Македонија, и ветивме ќе изградиме основно училиште. Имаше голем скептицизам тогаш, не само поради политичката реалност во која што денеска живее општина Центар, туку и поради тоа што го имавме, сите го имаат предвид фактот дека после основна училиште кај нас не е изградено цели 47 години. Значи, последното училиште во нашата општина е изградено 69-та година, а тоа е училиштето Песталоци. Последна градинка беше изградена пред 41 година. Но, како што кажав, ние тие ветувања ги исполнуваме. Да не должам, ова е навистина грандиозен објект кој што е со површина од 12.000 метри квадратни. Затоа што ќе има и подземен паркинг, затоа што ќе има и спортска сала и сала за гимнастика, спортски терени за сите спортови, затоа што ќе има современа настава со интерактивни табли и со таблет компјутери, затоа што во средина ќе има ботаничка градина, што ќе биде првото училиште од таков вид во нашата држава, а околу училиштето ќе има густа, да не речам шума, туку буквално густа градинка. Понатаму внатре во училиштето подовите ќе бидат од таков материјал што ќе бидат антибактериски. Понатаму ќе има насекаде, како и во градинката, ќе има топло грејење, односно подно грејење, за да можат сите училници, сите кабинети да бидат со идеална температура.